Токму така време за јасно и гласно, последната рубрика од ова наше денешно дружење во емисијата Ние и вие. 20 ноември секоја година се одбележува како Светски ден на детето. Уште на самиот почеток на емисијата кажавме збор-два повеќе за сето ова што денеска се одбележува во светски рамки, но нормално си го одбележуваме и тука во Македонија, но со нашите денешни гостинки ќе позборуваме многу повеќе за правата на децата. Колку ние граѓаните ги знаеме правата на децата и дали знаеме во кои ситуации истите можат да бидат прекршени и дали знаеме каде да се обратиме доколку дојде до таква ситуација. Зошто се уште постојат деца кои што се малтретирани или експлоатирани, но ќе зборуваме и за многу други проблеми, а нормално ќе ги кажеме и правата на децата. На оваа тема имам две дами во студиото со кои што ќе поразговарам, кои што ќе можат да одговорат и на моите прашања, но и на вашите, драги гледачи, доколку ни се јавите во следните 25 минути до самиот крај на емисијата. Господјата Ана Битолјано, која што доаѓа од првата детска амбасада во Светот Меѓаши или по-конкретно од програмата за мировно образование. Добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам за поканата. И господјата Јорданка Черепналкова-Трајковска, која што е координатор на СОС телефонот за деца и млади. Добар ден и за вас, господи, добре ни дојдовте во студиото. И благодарам и јас за поканата. Добар ден. Мислам дека направивме одлично нешто што нели успеавме да се договориме да дојдете денеска тука баш на денот на детето да поразговараме за една многу важна тема. Важна тема велам затоа што секогаш кога зборуваме за нашите најмили, нашите најмлади е добро да посветиме квалитетно време и квалитетно внимание затоа што сепак тие се нашата иднина, нели? Ајде малку поопширно за денот на детето. Светски ден на детето, но ден кој што се одбележува и во Македонија. Токму така, оттаму некаде е и важноста на медиумската покриеност и поканите за гостување и впрочем се што може да подигне интерес кон остварување на правата на децата се повеќе од добре дојдени. Ние обележуваме со години наназад на најразлични можни начини. Веќе од октомври месец намака првата детска амбасада е место каде што доаѓаат деца од сите основни училишта и каде што изведуваат работилници на тема детски права, за тоа Јорданка може повеќе да каже. Меѓутоа, паралелно со тоа држиме обуки и поттикнуваме застапување и на некој начин борба, поинтензивна борба за детските права со наставен кадар, со представници од институции, со практично сите заинтересирани страни. Така? Можеш повеќе за работилниците? Да, може да објасниме малку повеќе што се случува таму. Во септември имаме една недела на детето, па од тогаш се до сега, се до 20 и ќе продолжи понатаму повеќе од 4 основни училишта и повеќе од 300 деца веројатно досега се дојдени на гости во детската амбасада, поминувајќи време во работилница за разговор и разликување на тоа што се нивни права поврзани со потребите, а што се желби. Така. Тие вообичаени во текот на нивната наставна програма веројатно околу трето деление ги учат правата на децата и ова им доаѓа баш како повторување и потврдување, затоа што ги информираме што друго правиме, што се активности има детската амбасада, меѓу другото и ги запознаваме со СОС телефонот, разговараме за тоа за кој се јавува, зошто се јавува, што ние можеме да понудиме ако се јават. Раскажуваме и приказки за да препознаат што е насилство. Например, имаме една таква актуелна приказка. И често одиме и во да одржиме работилници, ве сега ни предстои во петок во основно училиште, па дури во детски градинки. Добро е што постои интерес помеѓу наставниот или воспитниот кадар, образовниот кадар да не вклучат како надворешни лица кои што работат во таа област. Така, ги прашуваме и гледачите, дали тие знаат кои се правата на децата, дали може би разговарале со нивните деца или внуци. Во овој случај, нели, ако се обраќаме на бабите и дедовците кои што не следат, дали сте разговарале на оваа тема, дали дечињата воопшто знаат за ова, дали вие може би им говорите, дали сте доволно информирани. Но овие прашања можете слободно да ни одговорите доколку се вклучите во оваа дискусија. А сега ве прашувам вас, колку родителите се заинтересирани и се запознани, колку
колку децата се запознаени, да направиме паралела годинава, еве да речеме и години наназад. Ајде, јас би почнала, значи, СОС телефонот во рамки на Медјаши постои, откако 27 години постои Медјаши, и исто толку години постои СОС телефонот за деца и млади. Така. Што значи СОС телефон? Значи дека е место каде што може да им даде прва помош, еве така да речеме, за прашања поврзани со прекршување на правата или проблеми кои што би ги имале децата. На почетокот јас имам таа среќа да сум била во првата постава на луѓето што работеа на СОС телефонот и можам да направам еве паралела од скоро 3 децении тогаш и денеска. И сега, иако е неспоредливо времето во 93-та година и ова сега се две различни времиња. Не е баш благодарно да се споредува. Тогаш телефонот на вистина беше телефон за деца и млади. Значи се јавуваа деца и се јавуваа можеби за понаивни проблеми, од типот на проблеми помеѓу другари, можеби семејни проблеми меѓу родителите или некакво насилство. И се состоеше од сослушување, разговарање со децата, наоѓање на сами да пронајдат начин како да го надминат проблемот со другарката и така натаму. За разлика од тогаш сега, дете во последниве 3 месеци се нема јавено, се јавуваат возрастни, родители, баби, дедовци, некогаш наставен кадар, значи секаде каде што препознаваат прекршување на кое било право. За жал, најчеста, меѓу најчестите теми е насилството, меѓуврсничко или за жал и семејно, значи прекршување на правото на безбедност, па дури на живот, под живот подразбираме квалитетен живот. Но секогаш се однесува на детето, значи посредно се јавуваат за децата. Зошто не се јавуваат деца на нивно место се јавуваат возрастните како нивни застапници? Може само да претпоставуваме, имаме некои своји претпоставки дали е Така, но не се знае со сигурност која е причината. И се посериозни, овие теми се посериозни, од семејно насилство, од меѓуврсничко насилство, кое што е за жал многу често во нашето секојдневие, до има и проблеми од некаква си дискриминација по нека основа, па дури во рамки на образовни институции. Така, значи ги опфаќате сите тие работи без разлика во кој систем, дали е образовен или некој друг. Кој е бројот на кој што може да се јават? Така. Значи има мала промена во бројот. Сега бројот на кој што ни се јавуваат е всушност бројот на детската амбасада, тоа е 2465 316. Се јавувам јас како координатор без разлика дали се јавува некој за СОС телефонот или за нешто друго. Така. Она што ме интересира, не мора да правиме нели паралела со она што се случувало порано, но насилството врз децата, експлоатацијата на работната сила. Значи тоа го гледаме секојдневно. Да почнеме од она што се случува на семафорите на раскрсниците. Се тоа деца. Значи тоа е чиста експлоатација. До каде се оди со сето тоа и до кога? Се не сме искочени од пристапот дека децата се собственост на родителите и дека со оглед на тоа може што сакаат да прават со нив, тоа е едно, а друго е исклучително лошата економска состојба. Трета работа која што ние подолго време веќе инсистираме оби да се вклучат децата од сите категории, особено од економско ранливи категории во систем на образование, да почнат да одат од градинка. Така, сите степени на образование да ги поминат, што автоматски се намалува просторот за нивна злоупотреба и за неадекватен третман на децата некаде. Истовремено постојано инсистираме и да се види зошто одредена појава се случува. Начално никој не посакува лоше на своје дете. Ретки се родителите за кои што би требало да им биде одземено правото, родителското право и така натаму. Меѓутоа мора да се гледа и пошироката слика и мора да се обидуваме да адресираме од сите страни. Проблемите се преголеми. Студентската сиромаштија, тоа беше еден од најчестите причини за јавување во минатите години на СОС телефонот.
а впрочем и оневозможува ни за други детски права. Живењето во такви тешки сиромашни услови практично оневозможува развивање на било кој понатамошен потенцијал на детето или барем го прави многу потежок него што би требало. Така, но веројатно тука треба да се работи на свеста, затоа што некои родители се уште сметаат дека народски кажано ќотекот излегол од рајот. И тие сметаат дека така треба да го воспитуваат детето и дека тоа е во ред и не сметаат дека се во тој момент лоши родители, нели? Се уште се среќавате ли вие со такви луѓе, со такви размислувања? Па од дојавувањата да се потпрем на тие искуства, не, кога спомнав семејно наследство, повеќе станува збор од дојавите што ги имаме за наследство помеѓу возрастните на кои што се сведоци децата, меѓутоа тоа исто така е наследство. Особено што семејството е основата која што му дава чувство на припадност, на сигурност, на безбедност на детето, без разлика што физичкото не се случува кај детето, остава и тоа психичкото може би пострашно во такви ситуации. Да, затоа што е разнишана основата во која што му дава за понатаму сила, самодоверба, самопочит. Некој консензус околу неприфатливоста на физичкото наследство се постигна. Кажеме, не може да помине ако се слушни и ќе пријавуваат луѓе и така натаму. Меѓутоа, се уште целата база која што претходно резултираше со физичко наследство, сега резултира со друг тип на казни. Може би не толку очигледни, меѓутоа се уште работиме на прашањето зошто и со која намера одредено дете се казнува. Дали е тоа со намера да биде опоменато, дали е превентивно, дали е со намера да научи нешто или е како демонстрација на моќ, страв, загриженост, без оглед од што потекнува од родителите или од училиштата. Според мене, на дојава или на увид некаков дека се работи за физичко наследство, повеќето луѓе сепак ќе реагираат без оглед, дури да е тепање на улица на сосема непознат и возрастен човек и дете. Меѓутоа, целиот систем, база која што ги креира насилството за прифатено и за начин на однесување и за нешто што сега само поприма форми кои што не се толку препознатливи, допрва треба дополнително да работиме. Така. И многу повеќе за жал се случува зад затворени врати, нешто што нели некој не може да го види. Доколку се случи на улица, да, тогаш и многу повеќе може да се реагира, но никој не знае нели што се случува во одредени домови. А покрај физичкото наследство и експлоатацијата може да се спомене глад, болести, недостаток на социјекономски услови за здрав и активен живот. Нешто што треба да им биде загарантирано на децата. До кој степен сме ние во нашето општество со овие параметри? Па има ранливи групи, кои што меѓу нив ромската заедница е најзагрозена, да речем, најранлива во оваа насока. И има најчесто, значи, меѓаш обезбедува и таков вид на помош. Значи, помош во вид на облека, на школски прибор, па дури на храна. Упатување, многу често се и социјални случаи, меѓутоа, бидејќи не се регистрирани во системот, не може да ги искористат бенефитите кои што ги нуди државата, какви да се. Па многу често им помагаме во таа насока, упатувајќи ги што треба и како да направат, за да стекнат некакво право. Тоа е во рамки на она што може ние како невладина организација да го направиме. Так. Друго, што може да се напомене тука како проблем кој што се јавува во нашето општество? Јас би спомнала загадувањето. Тоа е, впрочем, и обраќањето на УНИЦЕФ по повод Светскиот ден на детето е една од големите грижи, климатските промени. Едно е, ова ги опфаќа сите категории на возрастни и деца и ние можеме да обезбедуваме што сакаме понатаму од условите за детски развој. Ние примарното право на здравје и здрав живот автоматски им го загрозуваме. Некаде, од тука некаде стигаат и протестите и Fridays for Future и сите тие движења, каде што младите, каде што децата впрочем се обидуваат да укажат на доста јасен и артикулиран начин дека е крајно време посериозно да се бавиме со овие прашања. Да, баш во понеделникот, бидејќи јас споменавте таа организација, во понеделникот имавме конкретна тема. Представникот таа организација беше тука со представникот град Скопје, кој што требаше да ги слушне нивните прашања и ги слушна. Го најавивме нели протестот кој што ќе се случува на 29 ноември, за кој што верувам дека сите ние треба да излеземе на улица за своите деца.
Ако ништо друго, нели? Па и да немаме собствено дете за другите деца, за идните генерации и за себе, затоа што мислам дека веќе е навистина доста. И време е нешто да превземеме. А дечињата се тука една од најранливите категории кои што страдаат и за жал затоа се уште се повеќе добиваме информации дека се помали дечиња добиваат одредени заболувања. Да. Белодробни, не дај Боже, најтешките и најстрашните заболувања. Овде смо би спомнала во контекст на како да ја подобриме ситуацијата, да ги зајакнеме децата да бидат свесни, да ги знаат своите права и како да бидат активни во остварувањето на своите права во рамки на еден проект кој што се вика да ги земеме правата во своји раце. Посебна активност е зајакнување на детското учество. Детското учество значи дека мислењето, ставовите на децата треба да бидат земени предвид во сите одлучувачки структури кога станува збор за одлуки кои што директно нив ги засегаат, дали е во училиште, дали во општината. Така. Секогаш го кажувам на еден семинар во 1997 година организиран од Совет на Европа, мене ми беше чудно кога представник од Белгија кажа дека во нивниот општински совет има деца кои што одлучуваат како ќе се потроши буџетот наменат за децата. Ги прашуваат нив дали се нивни потреби игралиште, тревна површина, значи кои се нивните потреби, они го имаат во дечкиот збор за да го слушнат нивниот глас, на средствата, да го слушнат нивниот глас. Тоа сега го работиме преку еден од проектите и меѓу другото, работејќи со едно од скопските училишта, децата беа во рамки на таа активност, беа на средба со градоначалникот на таа општина и како приоритетен проблем за кој што очекуваат решениот од градоначалникот е загадувањето. Навистина. Да. Тоа е добро што се свесни. И кучињата, вториот беше идентификуван од нив кучињата скитници заради безбедноста нивна на улиците. Така. Тоа е одлично што се свесни, но од друга страна пак ќе се позамислиме до толку децата за се си информирани, може би исто колку и возрастните. Тоа не знам колку е добро или лошо, но мислам дека се преокупирани со сите оние нешта кои што се случуваат нели во нашата земја. Треба да биде така или треба да има ограничување кога веќе станува за децата? Збор за децата. Јас лично би преферирала да не се оптеретени толку со политика и да не се продолжи на рака на политичките ставови на родителите, тоа прво. Да. А второ, секако би гледала да се намалат неконтролирани пратења и вклучувања во содржини со екстремно насилни моменти, кои што не само што поттикнуваат на насилство, него дополнително го нормализираат. Нешто што веќе еднаш направено, кога втор пат во реалниот живот се повторува, не изгледа толку страшно. Се релативизира, да, како е нешто. Инаку не можеме да ги ослободиме, да не пратат и да не се во оваа ера на технологија на која што секој дете автоматски има пристап. Експанзија на интернет и што содржини се користат како и да има простор каде возрастните би можеле со нив да споделуваат и да дискутираат за тоа што е видено или што е направено. За сега сме поделени, имаме генерации кои што исклучително добро владеат технологии, имаме родители кои што не се до толку се уште вклучени. Практично поголем дел од родителите се уште не ни знаат какви содржини и што се децата им е достапно и каде поминуваат време, да кажеме. Нивните деца повеќе гледаат такви содржини кои што се недозволени до оние кои што или би рекла дека сите деца гледаат се е практично прилично достапно, а ние немаме увид што впрочем се гледа. Да, во контекст на тоа, значи се додека возрастниот старател, родител, возрасен има увид во тоа што се случува и може да му ги објасни работите кои што посебно насилство кои што за детски ум може многу поинаку да изгледа, действува, има некаков вид на контрола, амортизира што се случува, што прима и улога на филтер. Она што е страшно е кога самото дете донесува одлуки, заклучоци врз основа на содржина за која што нема доволно искуство претходно, нема капацитет да разбере и како што вели Јана, ако го свати дека е тоа нешто вообичаено, нормално, а всушност не е. Значи улогата, учеството на возрастните и тоа како е неопходно.
Така. Што вие најмногу ги советувате? Каде најчесто се појавува, можеби, одбивност кај родителите кога нешто ќе им сугерирате? Бидејќи има и такви родители, нели? Секогаш мислат дека тие го прават најдоброто за своето дете, бидејќи се родители, но несвесно прават грешки. Значи, Покрај со интернетот примерите. Так. Принцип на работењето на советувалишна работа односно на советување преку телефон е дека не треба да се даваат готови совети, ниту наведување нешто да се направи. Може да се укаже на сите можни начини кои што би биле конструктивни за нешто да се реши, меѓутоа не она што јас го забележувам работејќи на телефонот е дека нема трпение. Нема трпение во смисла да се поминат сите чекори за да се реши проблемот и тоа да се реши на начин миролюбив, би рекла, на начин кој што нема да му наштети на понатамошното живење на детето во некоја средина. Да му влее страф или слично. И многу често сакаат да направат притисок преку медиуми, ја не сум сигурна колку е тоа во полза на детето. Конструктивно решавање на проблемот кој што го има или вела дека го има детето. Така што единствен совет е дека треба да се оди постепено, да се види пошироката слика и на начин, како да кажам, на начин да се реши во најдобар интерес на детето проблемот, а не нешто преку на брзина, преку ноќ или со... Мислам дека ни недостига чувство дека сме на иста страна, дека сме заеднички во борба за доброто на децата. Кога ќе се случи нешто, училиштето ги обвинуваат родителите или семејството, наставниците и некако се вртиме во тоа, никој да превземе одговорност и да каже ајде нешто поконкретно да превземеме во секој конкретен случај. Најдобро, ако може, мојата позиција да се извлечем од одговорност, дека не се случило под моја надзорност, надзор. Јорданка, секој ден има јавувања? Секој ден. Колку јавувањата има генерално во текот на денот? Вчера некаква си статистика вадевме, значи има периоди, има некогаш кога е почесто, некогаш поретко, еднаш, два пати, две дојави, но и во просек се 30 јавувања месечно. Односно 30 случаи, не се јавувања, затоа што со некои најчесто, скоро со сите случаи, можеме да се, ако се превземат некакви мерки, ако треба да се допрати до некаде допис или дополнително видување, па сме во следење на случајот, но е од септември наваму прилично често јавувањето. Така, но може ли да се каже дека тоа е реалната бројка? Не, затоа што тоа се луѓе кои што се охрабриле да се јават, нели? Не знаеме колку се тие кои што се плашат или пак не знаат каде може да се обратат. Како оди постапката, процедурата, еве да речеме ако станува збор за јавување на дете кое што е сведок на можеби наследство меѓу родителите или пак некој од родителите го удира детето, вие што правите? Како постапувате? Значи, во нашиот систем има надлежни институции кои што треба да превземат определени активности и е во нивна надлежност. Семејното наследство, односи помеѓу родители, се најчеста адреса до која што ги упатуваме, доколку сами не го изоделе тој пат, е центрите за социјална работа. Но секогаш велам, прво гледаме да се реши работата во рамки на средината во која што се појавил проблемот. Дали е училиште, дали е семејство, сега во семејство и немаме некој, освен Центарот за социјални работи, кои други институции би ги вклучиле за да се посредува во проблемот. Но во принцип е така упатување, доколку има надлежни, доколку гледаме дека има проблем за кој што треба да се вклучат институции, ги упатуваме понатаму, затоа што ние немаме како невладина, како здружение на граѓани, немаме ингеренци ниту да вршиме увид во работата, можеме да направиме притисок, можеме да упатиме апел, можеме да испратиме до некоја надлежна институција дополнителна информација дека сме добиле дојава, а не се задоволни, па да се испита, да ги замолиме да се испита уште еднаш случајот.
Така? Тоа и да ги саслушаме луѓето, да Тоа им всушност помогнеме во најмногу им делот. треба во моментот. Но дали се случува да излаже некој дете чисто од игра да се јави и да го да измисли? Деца за досега не се јавиле, значи во овој период. Добро. А ние работиме на принцип на доверба, дека таму каде што има потреба да се слушне и другата страна и имаме услови да се слушне другата страна, и го правиме и тоа. Така. За да знаат гледачите, нели, не Боже, ако имаат некаков проблем, како функционира, бидејќи многумина од нив можеби не знаат, па се плашат, нели, за да пријават нешто, доколку има некоја таква ситуација. Ана, во врска со образованието, што би можело да се воведе нешто што на некој начин децата ќе ги насочи што од најрана возраст кога зборуваме за оваа тема? Имате ли некој ваш став? Токму за тоа и се бави програмата за мировно образование. Да, па затоа ви прашувам, да. Фала на прашањето. Впрочем, сакаме да се врати воспитната компонента, да се засили, да се врати во образованието. Негде се изгуби со тек на време, училиштето стана само преносник на знаења и административна функција некоја. И сакаме јасно втемелено вредносно образование. И тоа втемелено врз принцип прецена ненасилство, каде што ќе се поттикнуваат децата на љубопитност, на запознавање на другиот, на различности, каде што впрочем ќе биде слушнат нивниот глас, ќе бидат вклучени во донесување одлуки кои се однесуваат и на училишниот живот и генерално некаде. И програмата е од 2011 поставена, имаме десетина постојано активни училишта и уште неколку кои што се вклучуваат зависно од интересот на наставниот кадар. Меѓутоа спроведуваат низ мировни активности кои што би требало да придонесат во решавање на овие прашања. Дел од насилството или проблемите или сиромаштијата, све се тоа прашања кои што ги тангираат децата и младите и треба да бидат дискутирани со нив, меѓутоа на адекватни начини повторно некаде. Овие активности нудат простор за тој тип на разговори, споделување, на оснажување на младите да станат активни граѓани и граѓанки, впрочем, да бидат одговорни кон средината во која што живеат, меѓутоа да ги шират и границите на својата емпатија. Денеска на Светски ден на детето, практично не е лошо да секој дете просто промисли за другите деца, исто така каде живеат, како живеат, што се случува со нив, да е свесен на собствените привилегии и добри страни, но исто така и на оно што го тишти, што го мачи и што би можело да биде подобро, на што би сакал да види каква промена, каков свет да живее. Така, бидејќи сме веќе и при крајот, која е вашата порака? Не само оваа година, туку и секоја наредна година и не само на денешен ден, туку секој ден во годината треба да си ги сакаме, да си ги почитуваме децата или внучињата и што е можно повеќе нели да ги гушкаме, да бидат среќни. Мислам дека тоа е мисијата на секој родител, детето да биде среќно. Свесно или несвесно грешиме некогаш, но на крајот на криштата мислам дека длабоко во срцето секој родител го посакува најдоброто за детето. Која е вашата порака до нашите гледачи? Па еве на прво ја би рекла да ги гледаме децата, стварно да ги видиме, да бидат видливи и за нас и за општеството, да ги пратиме, да не е она гледање кроз нив, него баш да можеме да ги видиме и да ги слушнеме што и како посакуваат, мечтаат, за каков свет сакаат да создаваме за нив и каков свет они ќе создаваат за нивните деца понатаму. Така бидејќи се потекнува од семејството сега за понатаму. И моја порака би била малку по-системска, да речем, да она што на почетокот го кажа Ана. Ние сме сите за една цел, значи ни да се препознаваме како спротивставени, туку само различни страни со ист фокус. И кога действуваме, да действуваме синхронизирано, дека сите работиме, не да образуваме за ненасилно, мировно решавање на таква култура на ненасилство, а се останато во нашето општество да се случува спротивно, почнувајќи од собраќајот, него на вистина, за да имаме емпатични деца, да ги слушнеме нив, тоа е покажување емпатија, да ги разбереме, да ги земеме предвид и тоа да го покажеме во нашите дела. И да сватиме дека уште од најрана возраст тие си покажуваат свој став, си имаат своји желби, да се слушнат, нели, да се испочитуваат, впрочем, како и на секој човек, да се однесуваме во некои ситуации како да се, нели, возрастни, бидејќи тие навистина многу разбираат. Да.
Ви благодарам многу, навистина ми беше драго што дојдовте денеска. Знам дека денеска се одбележува овој ден и имате низа настани кои што треба да се и ќе се организираат до крајот на денот. Но за оваа тема ќе разговараме и друг ден. Не треба само на 20 ноември. Кога ќе има нешто слободно, се гледаме повторно во нашето студио. И благодарам. И благодарам. Ви благодарам уште еднаш на вас. Драги мои, ја заокружуваме денешната емисија во овој момент. Ви благодарам што бевте со нас од самиот почеток од 10 часот. Не заборавајте да не следите и утре. А утре, бидејќи е четврток, ќе се дружиме и со колегата Ване, кој што ќе доделува уште повеќе награди од она што ние го направивме денеска. Ќе имаме и многу музика, многу интересни гости, ќе разговараме на многу интересни теми, но во текот на денот преку Форшпанот дополнително ќе се информирате што ќе има во ние и вие. Ве поздравувам и ви посакувам убав ден.